Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма Амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што е тоа мозочен удар? Зошто вела дека се критични првите 3 часа по мозочниот удар? Што се случува во тој период? Дали тоа значи дека шансите за преживување се поголеми доколку живеете во голем град, отколку ако тоа ви се случи на некое далечено место или пак село? За се тоа подетално од разговорот со денешниот гостин, доктор Иван Милев, кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во Телма Амбуланта, овој пат од далечина. Добар ден, ви благодарам што ме поканивте. Обично, кога ќе помислиме на мозочен удар, првата асоциација ни е пукнат крвен сад, од кој што се излеала крв во мозочното ткиво. Но всушност повеќето мозочни удари не изгледаат така. Ќе ни појасните ли кои се најчестите мозочни удари, какви мозочни удари има и што се случува во тој момент? Да, за почеток една мала дигресија. Значи, јас сум кардиолог, а гостувам во емисија за мозочен удар. Фактички, мозочниот удар е на васкуларна болест. Што значи дека влијанието на крвотокот има најсуштинско значење во појавата на мозочен удар. Тој настанува кога ќе се прекине протокот на крвната струја во делот мозокот. Тој прекин на крвоток може да настане на два начина. Затоа и ги делиме мозочни удари на две големи групи, од кои што во 90% мозочните удари настапуваат заради стоење на тромб, односно избучување на крвта во одреден период, одредена територија на регулација на мозокот. Докторе, имаме мал проблем со тонот, можеби ќе биде подобро доколку ги извадите слушалките. Мислам дека пред малку се слушнавме без слушалки и дека беше добро. Дали е вака подобро? Да, вака е веќе далеку подобро. Значи, јас ќе ве замолам се тоа што го кажавте накратко да го сумирате во уште неколку реченици, бидејќи беше нејасно. Значи, мозочниот удар е фактички васкуларна болест. Затоа и ние кардиолозите имаме големо влијание врз диагностиката и третманот и насочувањето на тие пациенти. Мозочниот удар, така по некои си правила, припаѓа на невролозите, меѓутоа во ново време припаѓа и на интервентните радиолози, на кардиолозите, на невролозите. Тоа е еден тимски пристап во лекување на оваа болест. Тоа значи дека одредена територија на мозокот ќе остане без крв и ќе се случи изумирање на мозочното ткиво, кое што е многу осетливо на недостаток на кислород. За една мала само споредба, мозокот има само 2% од тежината на телесното на човечкото тело, а во него тече околу 20% од минутниот волумен на крвта. Значи, мозокот бара многу кислород за својата работа. Кога во одредена територија од него ќе престане да има довод на крв, ќе се случи мозочен удар. 90% или околу 90%, нешто малку од мозочните удари се така наречени исхемични. Исхемични значи дека во тој крвен стат нема проток на крв. Тоа може да настане ако некое парче од тлака, од ткиво го запуши крвниот стат, и тоа се емболиски удари. Значи, јас тука ќе побарам еден блок реклами од режија, да погледнеме блок реклами, а во меѓувреме да се обидеме подобро да се слушнеме со доктор Милев. Продолжуваме со денешната Телма Амбуланта. Темата ни е мозочен удар. Разговараме со доктор Иван Милев, кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторе, која е најчестата причина за оштетување на крвните садови, што би можело да доведе до мозочен удар? Или до шлогирање, што вели народот? Најчестата причина е секако атеросклерозата. Тоа е болест на крвните садови, при што во внатрешноста на крвниот сад се ствараат наслаги кои што се содржат со холестерол, калциум и продукти од дегенерација на ѕидот на крвниот сад. И тоа доведува до постепено запушување, односно стеснување на крвниот сад, кој што доведува крв во одредениот дел на мозокот и доведува до мозочен удар. Секако дека мозочен удар може да настане и од друга причина,
може да настане заради постоење, например, на аритмија на срцето, и тоа ние кардиолозите имаме влијание врз детекцијата на тие пациенти, бидејќи самата аритмија предизвикува згрчување на крвта во срцето и потоа со помош на таа емболија или по крвниот струја, тој делот тромб ќе запуши делот крвните садови во мозокот и ќе направи мозочен удар. Мозочен удар може да настане и заради постоење на, например, на некој си тумор во срцето, или може да настане заради постоење на тумор во самиот мозок, кој што прави обструкција или притисок на околните ткива, меѓутоа тогаш пациентите имаат други знаци. Генерално, најчесто мозочните удари се исхемични, односно потекнуваат од тромб, кои што или настанат внатре во крвните садови на мозок, или во каротидните артерии, како артерии кои што носат крв во главата, или пак се емболични, односно потекнуваат од срцето со проток на крвната струја. Во 10% од мозочните удари станува она што вие го кажавте на почеток, или крварење, или пукнал крвен сад. Значи тоа се само 10 до 12% од мозочните удари и се јавуваат обично во покасната возраст, каде што имаме повозрастна популација со висок крвен притисок и таа изолирана хипертензија, така наречена, каде што имаме висок систолен крвен притисок и заради крутост на крвните садови може да настане руптура, односно крварење. Разликата е во тоа што овие хеморагични мозочни удари се имаат нешто повисок степен на морталитет и што генерално, кога зборуваме веќе за морталитетот, треба да кажеме дека морталитетот од мозочниот удар е негде околу 30%, а по својата инциденца тоа е многу честа појава. Значи во Македонија може да земеме дека годишно имаме меѓу 350 и 400 мозочни удари во тек на една година, што е спрема морталитетот негде на трето место по зачестување како причина за смртност. Меѓутоа не е тука само смртноста, него она што следи потоа, тоа е голем хендикеп и инвалидитет, бидејќи од тие 30% што ќе почнат останатиот дел, голем дел од овие луѓе ќе имаат некакви невролошки проблеми, трајни последици. Да, и последици. Така да мозочниот удар е една комплексна болест која што не е проблем само за пациентот, него е проблем и за целото семејство, па и за целото општество и за здравствениот систем. Затоа е фактички треба да се направи поголема свест за рано препознавање на овие знаци и во современиот свет, како што постои мрежа за третман на срцевиот удар, значи постоење на овие коронарни интервенции и решавање рано на акутен инфаркт на срцето, во модерниот свет постојат и вакви строук центри, центри за мозочен удар, каде што во тек на првите часови се поставува диагностиката и се се започнува терапија. Терапијата треба да биде многу рана. Тоа е Така, во првите 3 часа, но докторе ќе поразговараме подетално за терапијата подолу во емисијата. Сега би сакала да ни кажете како изгледаат симптомите на мозочниот удар, дали секога се манифестираат само на едната страна на телото? Тоа е, значи симптомите се многу различни и не мора да бидат само на едната страна на телото. Зависи веројатно од кој дел на мозокот зависи од кој дел на мозокот и кои центри се запатени. Значи, како главни симптоми се пореметеното одење, пореметено престоење, атаксијата, вертигото или вртоглавиците, оштетениот говор, појава на парализа или одземеност на рака, нога, мимичка мускулатура, промени во видот или главоболка. Во англосаксонската литература постои еден акроним или кованица која што се вика FAST, што на англиски значи брзо, што значи F како face или лицева парализа, А како арм или одземеност на рака, S како speech или говор и T како time. Time значи време. Ние имаме акроним во кардиологијата, времето е мускул за срцето, меѓутоа во неврологијата, односно во мозочните удари, времето е мозок. Што значи времето е мозок? Колку подолго време
трае ударот, толку се поголеми оштетувањата на мозок и затоа треба тоа побрзо да се дијагностицира и третира. Сега, кај жените може да има малце поразлична слика, и кај нив може да се јави некоја општа слабост, конфузија, скратување на дишењето или диспнеа и така натаму, галуцинации. Меѓутоа, генерално, типот на мозочните на симптомите најмногу зависи од она што го кажавме, когава регија е зафатена, кои центри се зафатени и дали се зафатени витални центри и во кој опсег е оштетувањето. А докторе, постојат ли некогаш предупредувачки знаци дека ќе настапи мозочен удар? Се јавуваат ли некои минливи симптоми кои што укажуваат на овој проблем? Да. Тоа е така наречениот мини строк или мини удар или транзиторна исхемична атака, која што може да биде ран предупредувачки знак за мозочниот удар. И тоа е фактички една времена клиничка слика која што трае помалку од 24 часа, при кој што се јавуваат овие симптоми кои што претходно ги наведов. Меѓутоа, за разлика од ударите, нема оставање на последици. Таа е така наречена тија, која што е многу почеста кај мажите, кај луѓе кои што имаат повисок крвен притисок, атеросклероза, коронарна болест, каротидна болест, дијабетес мелитус, пушење, обезност или кај пациенти со атриална фибрилација, треперење на предкоморите. Кај млади луѓе, појава на тие многу често поврзано со нешто што ние кардиолозите го гледаме се почесто, тоа е така наречено ПФО или перзистентен форамен овале, една комуникација во срцето меѓу двете предкомори каде што може да настане премин на венска крв која што има тромби од десната предкомора во левата страна и во мозокот. Така да пациент кој што има тија, па и пациент со мозочен удар, не можеме да го оставиме така без дијагностика. Порано се викаше дека е тоа скриен или криптогеник строк, така наречен скриен мозочен удар. Во поново време се смета дека такво нешто не постои. Затоа секој пациент со мозочен удар мора да го ставиме низ протокол, кој што ќе го детектираме при потеклото, не толку колку што ќе му помогнеме во однос на терапијата која што е иста, или ќе таа една е универзална. Поентата е дека тој мозочен удар во повеќе од 2/3 може да рецидивира, односно да се појави во повторен облик. И тогаш наша цел и задача е да го откриеме потеклото и да го спречиме појавата на нов мозочен кој што може да има поголеми последици за тој пациент. Најразлични болести, состојби, околности, животни навики влијаат на тоа да се појави мозочниот удар. Да проговориме за полот, возраста, генетиката, како фактори кои што во принцип на кои што не можеме да влијаеме, но се исклучително битни за развој на мозочен удар. И можеме да го погледнеме веднаш првиот телоп кој што се однесува на полот и кој што гласи мажите почесто страдаат од мозочен удар, но смртноста е поголема кај жените. Докторе, дали е ова точно? Навистина ли мажите почесто страдаат од мозочен удар? Па мажите почесто страдаат, бидејќи мажите почесто страдаат и од кардиоваскуларните болести, затоа што нивната генетика или хормонален статус и нивната состојба е таква да тие генерално добиваат порано кардиоваскуларни заболувања во однос на жените. Веројатно тука хормоните имаат своје влијание или начинот на живот, како и да е, мажите имаат многу почесто и тија и мозочен удар. Од друга страна, спомнавме дека кај жените може да имаат малце подсуптилни симптоми и често пати тие удари кај жените не мора да бидат јасно и јасно видливи, што ја прави малце дијагностиката по-комплицирана. Општо земено се знае дека мажите имаат почесто и висок крвен притисок и атеросклероза. И она што ме прашавте вие, дали ние можеме да превенираме. Истите фактички чекори што ги правиме за превенција на коронарната болест, на болеста на срцето,
се спроведуваат и тука намалување на телесната маса, намалување на внесот на сол во исхраната заради корекција на притисокот, пешачење кое што е минимум 35 до 45 минути на ден, тоа е оно што е минимум секој ден. Регулација на холестеролот, регулација на ритмот ако се работи за аритмија, односно атриална фибрилација или примање на антикоагулантен лек. Значи ова, ако видиме дека во некоја фамилија има почесто мозочни удари, треба да истражуваме дали ќе најдеме кај тие луѓе исто така ризик фактори, бидејќи не е исто да најдете мозочен удар кај дијабетичар кој што има 60-70 години и кој што има 10-15 години дијабетички стаж и мозочен удар кај млад спортист, например. Значи тука ризиците, тука етиологијата е различна и треба да знаеме отприлика во која годишна доb кои причини се почесто доведуваат до мозочен удар. Ајде да погледнеме уште еден факт во однос на ризик факторите и се однесува на возраста. Овој пат бројот на пациенти со мозочен удар расте со возраста, но докторе, дали има вистина дека во последно време 46% од мозочните удари се јавуваат во најпродуктивниот животен период, односно помеѓу 45-та и 59-та година од животот? Па да, како што падна границата за кардиоваскуларниот болести, срцевиот инфаркт, така е се помала границата и кај мозочните удари. Одново тука има големо влијание на дорешните фактори, факторите на средината, стресот, начинот на исхрана, обезноста како една, да кажам, епидемија во 21 век, нерегулираниот дијабет и слично. Така да границата на кардиоваскуларните болести за жал е поместена надоле и се повеќе млади луѓе имаат срцеви и мозочни удари. И точно е тоа дека кога порано тие беа, да кажем, резервирани за возрастните луѓе, сега и кај многу млади луѓе се гледаме вакви симптоми. Така да, пак ќе кажам, секој удар има своја етиологија и секој удар треба да биде адекватно истражен. Јас имав пациентка од 13 години која што имаше мозочен удар заради, например, постоење на таква комуникација ПФО или канал во срцето. Значи, мозочниот удар може да настане и во детска возраст. Тоа сакам да кажам. Сега имаме многу пост-ковид пациенти, хроничен ковид, кој што сам по себе прави оштетување на крвните садови, како што расте бројот на срцевите инфаркти заради ковид. Може да очекуваме дека постојат и зголемен број заради и на мозочни удари. Така да треба да се обрне внимание на оваа проблематика и треба почесто луѓето да прават превентивни прегледи. Едноставно, кај нас е таква и културата, да кажем, да многу малку од секојдневната пракса се среќаваме со здрави, условно речено, здрави луѓе кои што немаат проблеми. Генерално луѓето прво добиваат проблем па одат на доктор, што не е добро. Така, а треба да биде обратно. Кога некој ќе добие мозочен удар, односно ќе ги добие сите симптоми кои што укажуваат на овој проблем, зошто е важно што поскоро да стигне во болница и зошто велат дека се критични првите 3 часа по појавата на симптомите? И па тоа е она што го објаснив предходно, дека времето е мозок или time is brain, или колку е поголемо времето на оштетување, толку повеќе мозочно ткиво ќе изумре. Велике во поновото време се видело дека раната интервенција со отварање на тој запушен крвен сад носи драстично намалување на инвалидитетот и оштетување на мозокот. Тоа значи дека постојат, докторе, некои лекови кои што може да го растворат тромбот кој што го направи во крвниот сад непрооден? Точно така. Како што порано во коронарните единици се даваше фибрилитичка терапија, така и сега постојат во малце поразвиените земји во смисла на здравствената заштита, строк центри или центри на мозочен удар, каде што само со еден скен на мозокот ќе се види дека нема крварење, дека не е мозочниот удар предизвикан од крварење и веднаш може да се аплицира
интравенска терапија со фибринолитик, односно со ткивен ТПА или ткивен плазминоген активатор, кој што ќе доведе до растварање или растварање на тромбот. Да, такви терапија веќе се спроведува и кај нас и ние сме ја давале како болници и како медицински центри и во јавното здравство исто така. Меѓутоа, поентата е дека вие за да имаме добар успех мора да го подигнеме тоа на ниво на мрежа. Како што направивме мрежа за срцевите удари, така мора да направиме и мрежа за мозочните удари. Затоа што раната интервенција во првите 3, па спрема Америчка агенција асоциација невролошка 4,5 часа дава многу помал инвалидитет. Сите напори се за рано препознавање. Они имаат направено флаери каде што оние акроним FAST или Face Speech и така надам, штом видат први знаци дека нешто им се случува, го вртат бројот на итната помош и тамо веќе самите доктори и парамедици и медицински персонал се обучени да видат дека има проблем со циркулацијата. И ако вие направите компјутер за 10, 15, 20 минути, пола час, сат, два од почетокот, вие имате големи шанси да имате мал инвалидитет. Докторе, овие лекови делуваат доколку се дадат по 3 часа или 4,5 часа, еве ја наведовте горната граница? Тие ќе делуваат формално, да, тие ќе го отворат крвниот сад, меѓутоа периферијата, односно мозокот ќе биде веќе оштетен. Така да тоа веќе нема никаква смисла доколку се даде покасно. Затоа и идејата е што порано да се спроведе таа терапија. А што е со аспиринот? Дали аспиринот може да го спречи повторниот удар доколку некој развие вакви симптоми? Треба веднаш да му се даде аспирин во домашни услови? Давање аспирин во домашни услови не би било препорачливо, затоа што сепак се уште вие не знаете дали е тоа мозочен удар кој што е предизвикан од исхемија или од крварење, од хеморагија. Може да се даде аспирин кај луѓе кои што веќе претходно имале, например, транзитовна исхемична атака, и каде што е исклучено постоење на хеморагичен инсулт. Меѓутоа, сепак тој аспирин треба да се дава целно. Не можеме да направиме кампања дека секој удар треба да добие аспирин, бидејќи некои од ударите аспиринот не делува на нив. Кај одредени познати случаи, да, но не кај сите. Не би требало тоа да го прави некој кој што не е запознаен со историјата на тој пациент. Не зборам дали е лекар или од семејството, но сепак треба да има основно познавање. Например, ако тој пациент има атриална фибрилација, пример, тоа е треперење на срцето, на предкоморите, давањето на аспирин нема никакво значење бидејќи тромбот е настанат и емболиски. Така да давањето на аспирин сепак би го ставил како во профилактичка сврха, бидејќи тука етиологијата може малку да биде различна од она што е кај инфарктот на срцето. Доколку некој има исхемичен мозочен удар и лековите не дадат ефект, што се презема? А како се постапува пак оние кои што имаат крварење во мозокот? Така. Доколку да речеме, тој пациент има исхемичен удар и е спроведена една доза на фибринолитичка терапија, ТПА, и се направи ангиографија во која што се види дека има поголеми количества на тромботичен материјал во крвните садови. Постојат во денешно време и механички средства за реперфузија, така наречена механичка реперфузија. Тоа се различни балон катетри и девајси или направи кои што кај по искусни радиолози, кардиолози можат да влезат во самиот крвен сад каде што се наоѓа таа тромботична маса и да ја аспирираат, извлечат или отворат. Тоа е сепак, пак ќе кажеме, активност која што се прави во првите часови. Потоа веќе нема резултат, како што кажав. Кај хеморагичните удари, пак по друга страна, основна работа е да се симне крвниот притисок, бидејќи
ние што можеме да направиме во помошни слои, бидејќи крвниот притисок може да доведе до понатамошно зголемување на високиот крвен притисок, до понатамошно зголемување на крварењето. И сега, освен тоа, ако е крварењето големо и е подлежно на интервенција, се прави отворена краниотомија, односно во неврохирушки третман, но сепак тоа треба веќе да биде навестено и да има одредени случаи. Не можете неврохирурзите да направат евакуација на хематом од секое место на мозокот, него она што е подостапно за евакуација. А да без да при тоа направат друго штетување. Споменавте дека оние што ќе преживеат, голем дел ќе се соочат со инвалидитет. Дали рехабилитацијата може да им помогне да повратат дел од способностите што ги изгубиле? Една од добрите страни е што нервното ткиво и покрај тоа што е доста софистицирано градено, сепак има, поготово периферните нерви, има шанса за репарација или рехабилитација. И откако рехабилитација дано откако ќе се заврши нели примарното лекување и откако ќе се воспостави причината за ударот. Значи не е во ред вие да почнете со рехабилитација на мозочен удар каде што не знаете од каде настанал. Например, настанал ударот од каротидна стеноза. И таа стеноза не е видена, ударот поминал, вие почнувате со рехабилитација. Самата рехабилитација може да направи нов удар. Значи, откако ќе се отклони причината, би требало да започне рехабилитацијата. Да, секако дека треба, што е можно порано и што е можно по-професионално. Значи, ние имаме цели тимови во нашава болница каде што можат со многу софистицирани постапки да го пратат мутилитетот, да го испитаат сензибилитетот на оштетениот екстремитет. И добрата страна е што добар дел од тие мозочни удари се минливи и ќе направат делумно, па во некои случаи комплетно оправување. Но сепак тоа е индивидуално и не можеме унапред да знаеме кои од тие ќе бидат оштетени. Големите удари кои што направат имаат големи оштетувања, обично ставаат поголеми инвалидитети и секвели. И сосема на крај, докторе, бидејќи немаме време, оние кои што преживеале мозочен удар обично живеат во страв тоа да не им се повтори. Големи ли се шансите да добијат повторно мозочен удар доколку не се лекува основната болест која што довела до тоа? Да, точно, тоа и тоа е нешто што сакам да го акцентирам на крај. Значи, не постои веќе криптогеник строк или мозочен удар. Секој мозочен удар мора да добие етиологија и потекло, бидејќи на таков начин ќе спречиме нова појава, која што не е многу ретка, може би повеќе од полот или третина до 50% од тие мозочни удари може да имаат повторно во следните 5 години. И заради тоа апелирам да секој пациент кој што има мозочен поменен из тој алгоритам, кој што постои диагностички алгоритам на испитување, од кој што се ангиограм на крвни садови на глава, ехо на каротиди, скен на мозокот, магнетна резонанца, ехо на срцето, ако треба и трансезофагиално ехо за проверка на валвулите и на шуплините, или проверка за ПФО и ЕКГ холтер, значи и фактори за тромбоза исто така. Значи, ако вие ги поминете овие процедури, не може да кажеме дека мозочниот удар е скриен, бидејќи ќе му се најде етиологијата. Што му се наоѓа етиологијата, тој пациент нема да биде под страв, бидејќи етиолошки ќе се лечи и нема да дозволи да се повтори тоа. Доктор Милев, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за појаснувањата што ни ги дадовте на денешната тема за која што говоревме, мозочен удар, за жал состојба која што се почесто се случува меѓу луѓето. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта која што реализиравме во соработка со Жан Митрев Клиник. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и чувајте го вашето здравје. До гледање.